Добро утро и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Ова неделно утро, како загревање пред вечерашната трка во Тексас, најинтересните вести од светот на Формула 1 и малку стратегија пред почетокот на трката. Она што е најбитно, верувам, е дека новите правила од 2021 година конечно се усвоени и усогласени помеѓу тимовите, помеѓу Liberty Media, кој е собственик на комерцијалните права во Формула 1 и помеѓу FIA, која го организира првенството, така што од 2021 година ќе имаме драстично различна Формула 1. Се надевам на подобро, бидејќи самиот концепт како што беше представен, имаше 1 саат целосна презентација од главните луѓе, Жан Тод, Рос Браун, од сите инволвирани кои беа дел од тој тим на создавање на новите правила. Верувам дека ќе донесат поблиско тркање, верувам дека ќе донесат подобра битка, ќе фрлат ново светло на стратегиите во самата трка, така што накратко би ги представил сите новости кои овие правила ги нудат и во линк. Исто така ќе го постирам едно наше видео кое малку подетално ги разглобуваме аеродинамичките филозофии на новите болиди, иако тие беа само концепти пред неколку месеци, меѓутоа горе-доле нема некоја драстична промена. Значи добиваме на изглед, на око, малку поедноставни болиди, кои на почеток ќе бидат поспори по 3 до 4 секунди по круг од сегашниве, меѓутоа верувајте, тимовите со развој на болидите за многу брзо за сезона до 2 ќе вратат оваа брзина назад. Имаме поедноставно предно крило, поедноставно задно крило, губиме батчбордс, оние странични крила кои се наоѓаат пред отворите за ладење на болидите, меѓутоа на сметка на тоа добиваме ground ефект, односно така наречено уземјување, каде што 2/3 од самиот под на болидот ќе функционира како еден голем дифузер, ќе го вшмукува болидот буквално за земја, најголемиот процент од потисната сила ќе доаѓа токму од таму и користејќи го овој ground ефект ќе се елиминира оној dirty air, онаа турбуленција која произлегува од болидот кој води кон болидот кој следи, и се верува дека болидите кои ќе следат ќе можат тоа да го прават многу подобро, дека ќе кубат само од 5 до 10% од својата потисна сила кога брка друг болид, за разлика од сега кога е од 55 до 60%. Правилата кај моторите остануваат исти, со многу малку промени, највеќе околу горивото. Се вметнува правило 20% од состојките кои го содржат горивото да бидат еколошки прифатливи, да бидат биофрендли, да бидат од обновливи извори, така што верувам дека компаниите веќе работат на овој концепт. Другото горе-доле останува исто, се зголемува малку тежината на моторите, за да може да се користат поевтини материјали, да не мора да се оди во екстрем, така што мислам дека килажата на моторите за некои 20 кг зголемена, не ме држите за збор. Верувам дека DRS системот останува, што за мене беше малку зачудувачки, меѓутоа доколку новите правила дадат посакувани резултати, верувам дека DRS ќе биде отворен веднаш. Преминуваме на 18-инчни фелни од 13-инчни стандардните традиционални фелни, односно мандаши во Формула 1. За прв пат во историјата болидите ќе имаат буџет од $175 милиони, меѓутоа во овој буџет не влегуваат средствата за маркетинг и за плати на менаџерите и возачите, така што повторно големите тимови ќе си трошат по $300 милиона плюс, се извинувам, а малите тимови и онака не можеа 175 милиони да потрошат. Меѓутоа од Liberty најавуваат дека ова е само почеток, дека планира да го симнат буџетот на тимовите до 125 милиони, како би ја направиле F1 многу ефикасна и исплатлива за многу други тимови. Меѓутоа останува да видиме, големите играчи јако се борат да ги задржат своите позиции во Формула 1 за да можат понатаму да доминираат. Меѓутоа полека, еве гледаме дека сепак Liberty успева со својата упорност да донесе некои промени. Какви ќе бидат тие промени, останува да видиме од 2021. Што се однесува до вечерашната трка, Ботас го доби двобојот, тексашкиот двобој со Фетел. Ќе стартуваат двајцата од првиот ред, меѓутоа Ботас ќе биде на пол позиција, Фетел е втор. Го имаме Верстапен на трето место, Чарлс Леклерк четврти, Хамилтон пети. Хамилтон, запомнете, му требаат само 4 поени да на оваа трка за формално да биде крунисан и шампион за 2016, од 2019 се врати в 3 години назад. Па потоа Албон, Саинц, Норис и така натаму. Добро е да се запомене дека првите четворица се само во 1/10, одличен резултат за сите возачи. Не очекува утре интересна трка. Традиционално првите 6 болиди стартуваат со мека компонента,
односно со средната, со медиум компонента, од 7 до 10 ќе стартуваат со мека, од 11 верувам многу од возачите ќе се одлучат за медиум, иако зависи од температурите. Ако температурите се прилично ниски, како изминативе 2 дена, може и некој од болидите од 11 место повторно стартува со мека, чисто да имаат подобар грип на самиот старт, а понатаму ќе предат на медиум. Се зависи од која стратегија ќе се одлучат да ја користат. Очекувам блиска борба. Очекувам Хамилтон да нападне од 5-то место, бидејќи Хамилтон не е тип на човек кој сака да ја завери својата шампионска круна само со пласман во бодови. Мислам дека Ферарито на Фетел има добра шанса веднаш на самиот почеток да ја превземе првата позиција на оној долг правец. Во Аустин некако и подобро да се стартува втор, по некое чудо, бидејќи имате таа предност после на тие два долги правци да ја освоите првата позиција, а потоа доаѓа оној сектор на свиоци, сектор број 3, каде што лесно може да ја одбраните својата позиција ако сте болидот кој е напред. Така што се на се вечерва 20 часот и 10 минути по македонско време, трка, голема награда на Америка, Тексас, Ботас пол позиција, Фетел веднаш до него на првиот стартен ред. Коментирајте што мислите за новите правила, дали ќе ги донесат посекуваните резултати, дали визуелно ви се допаѓаат новите болиди, иако ова е само концепт, верувајте, тие ќе бидат сосема поразлични кога ќе се појават на патеките во 2021. Што мислите за буџетот, за лимитираниот буџет од 175 милиони долари? Дајте ми го кој е ваш предлог за победник на вечерашната трка и се гледаме со видео секако анализа на големата награда на Тексас после трката непосредно некое време. Така што уште еднаш ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски и се гледаме во следната прилика. Поздрав!